свртница за македонскиот народ, време кога се крена јарболот на независноста, кога еден столетен пркосен оган од многу борби, откажувања, човечки страдања, херојства, битки и героите од Кресна и Разловци, на преродбениците во станиците, крикот на борците од Крушево, ракописот на Пулевски, Мисирков, борбата на Миладиновци, на сите оние кои со својот слободарски дух, својата визија и енергија за својата татковина даваа се, а за возврат не бараа ништо, порача премиерот Христијан Мицкоски на церемонијата за одбележувањето на Денот на Републиката. 8 септември не е само датум и никако не е случајност, туку континуитет на жетта на еден од помалите народи во Европа и последица на многу битки на тој народ. Мора да се одаде почит и на мудроста со која располагаше таа генерација политичари, македонски политичари, од различни политички партии, различни етнички заедници кои учествуваа во прогласувањето на независноста. Јас како председател на владата и секој народен ја имаат врската да се поклони пред оние кои зборуваа за независноста, но и оние кои ја споделуваа надежд и копнежот за своја држава. Премиерот во својот говор посочи дека владата е посветена за подобрување на животниот стандард, а како што рече, макроекономските показатели покажуваат дека економијата се буди и Македонија има тренд на раст. Наредната година ќе биде исто така година на економски успеси и реално подобар животен стандард. Денес пред нас стојат големи предизвици, но и големи можности. Економијата закрепнува, нови инвестиции отвараат нови работни места, а стандардот на граѓаните постепено се подобрува. Тоа е патот по кој сакаме да одиме, пат на сигурност, стабилност и надеж. Затоа што само со здрава економија можеме да им понудиме на младите перспектива за побогат и достоинствен живот дома. Злоупотребите со прислушувањето се Гордиев јазол, кој во идниот период ќе се одмотува и една за секогаш мора да се стави крај на злоупотребата на системот, рече Мицкоски. Истражните органи мора да ја испорачаат правдата за скандалот со незаконското следење, бидејќи со оваквите чекори се удира по основите на демократијата, оцени премиерот. Не е прашањето дали ќе се декласифицираат материјалите. Тоа е сосема ирелевантно. И на таквите работи гледам како на страв и паника на оние кои повикуваат на такво нешто и како на изговор за дефокусирање од вистинските дилеми. А да не зборувам што со тоа се разоткрива и расклинкува цел еден оперативен систем. Вистинското прашање е како да ги спречиме злоупотребите и повеќе ова да не се повтори. Власта го чека и предлогот за црвените линии од опозицијата, а премиерот е во исчекување што ќе напише во резолуцијата партијата која подклекна на сите ултиматуми кои беа поставени пред Македонија. Ајде да видиме какви се тие црвени линии, чија боја ќе биде побледа од најбелата боја. Затоа што не може во исто време да се збори за црвени линии, да се вели мора да се прифати се што е на маса, безусловно. Но ви велам, да бидете сигурни, додека јас сум председател на владата, нема да има игри со вакви прашања. Државата ќе биде сигурна. Наш приоритет се европските интеграции. Биле, се и ќе останат. Врвен приоритет. Но тој пат не сме повеќе да биде срамен. Еден од главните приоритети на владата е наталитетот, кој според премиерот е прашање на опстанок на државата. Денес мора да донесеме одлука, да не ја оставиме татковината да згаснува тивко, туку со сите сили да ја вратиме надежта, радоста и детската насмевка во секој дом, порача Мицкоски во своето обраќање на официјалната церемонија за Денот на независноста во Македонската филхармонија. Почитувани наши слушатели на програмата Во Фокус со Силвана Павловска, добар ден уште еднаш. Денес е 10 септември 2025 година и што току го слушнавме обраќањето на премиерот на Република Македонија, Христијан Мицковски,
koji reče дека 8. септември, денот на независноста, не е само датум, туку континуитет на жета на еден народ. Денес со нас е нашиот соработник и ценет, господин Ордан Андреевски, кој ја представува организацијата Наша Македонија од Австралија. Го поканивме Ордан да го даде своето мислење во врска со обраќањето што веќе го слушнавме од господинот Мицковски, а и други работи или гледишта кои што вие, Ордан, а и ние што сме во Австралија, во диаспората, како ги гледаме работите кон еден таков празник кој е навистина значителен, меѓутоа реалноста е реалноста, нели? Повелете, Апсолутно. добар ден и добре дојде. Благодарам, Силвана, што не покани, и ти благодарам за трудот кој го имаш вложено во последните 20 години и повеќе, преку радио, преку журнализам, преку независно новинарство. Тоа е клучно во денешна демократија во Австралија и се разбира во Македонија. И така мора да се соработува и да се фокусира на прашања кои се важни за Македонија, републиката, за македонскиот народ, кој живее надвор од републиката, низ Европа и овде во Австралија. И секоја година треба да се фокусира, да има активни дебати, да се прашаме како свесни граѓани, како македонци кои живееме во 21 век, што се случува во нашата Македонија, дали навистина има вистински прогрес или па само голема пропаганда од лидери во Македонија кои за жал се неодговорни, се покаже крајно неодговорни. Македонија вистински гледано не е независна држава, туку зависна е во секој мислам можен начин, од секој ангол е зависна од диктативе на Г7, што ќе рекол Трамп, што ќе рекле кралството на Англија, ги прават и стратешки партнери, што ќе речле овие Брисел. Не ги интересира што ќе речат македонците во Македонија, кои гласаат, имаат право и тие се главни водачи во демократскиот процес. Нивниот глас не важи. И плюс нас, македонци во Австралија и во целиот свет, ние бевме активно исклучени од демократскиот процес во минатите избори. И затоа мора да бидеме, како ви речам, фокусирани на вистината и да прашаме прашање кои не засега нас, а не само да мислат дека може да не манипулираат нас со лаги и со овие презентации. Многу е лесно да збори Мицковски монолог, без да го прашаат активни прашања од целиот свет. Тоа е се многу овие политичари научени само да кажуваат една наратив, една да речам пропаганда, без да бидат ставени под притисок, под анализа, што е нормален дел од дебати во демократски општества. Поминати се 34 години откако Македонија наводно постана независна и суверена држава. И низ тие 34 години многумина би ги опишале како доста турбулентни и како да нема толку многу со што може да се пофалат владите кои што владеа со републиката последните 34 години, дали тоа беа СДСМ во коалиција со некои си други, или пак дали ВМРО владеа сами по себе. Сега, како што знаеме, ВМРО ДПМН се на власт, Христијан Мицковски е нивниот председател на партијата и исто така премиер на државата. Очигледно е дека премиерот има оптимистички поглед кон работите и некои работи кои што може би тој ги превзел со неговата власт во последните година и пол, може би скоро 2 години ќе биде до година, почетокот на годината. Така да
го слушаме како се фали за доста работи кои што ги имаат направено од Мгм. превземањето на власта. Меѓутоа, гледаме дека корупцијата е број еден. Нели во Македонија Да. секојдневно некакви си проблеми се јавуваат, дали е тоа прислушкување, дали е тоа пожари и лица кои ги губат своите животи во здравствениот сектор, во судскиот, па да не зборуваме. Имаме зборувано за судскиот и се уште нели тоа нешто не е средено. Како вие гледате, ќе се среди нешто или кои се тие можности кои што и тоест престојат на републиката и на народот за подобра иднина, за поквалитетен живот? Да, квалитетот на политичките партии во Македонија е навистина нула. Без разлика дали се СДС, дали лажно ВМРО, и тие се премовираат како ВМРО, тие немаат врска со ВМРО. Тие не се про-македонска партија, за жал. Злоупотребуваат историја и патриотизам за да добијат власт и после тоа не истите политики ги водат како СДС и ДУИ што правеа. Значи, затоа што кога имаше избори, ми испративме писмо директно до председателот на владата и до председателката рековме да покаже каква разлика има меѓу политиката нивна и на поредишниот режим. Бидејќи ако нема никаква разлика, тогаш народот го излажа и ние сме излажани и треба да се дадат оставка. Уште од почетокот им беше испратено ова писмо директно до нив, не одговорија, немаат лице тие Немате да добиено, дискутираат овие теми. немате добиен одговор никаков, нити дека го Не, примиле не, писмото. никакво. Тоа е пропадната работа. Ти джаба ќе испраќаш на председател, на министер за външни работи, дали prime minister. Тоа е диви запад. Тие мислат дека немаат никаква одговорност према нас, македонци надвор, не сме гласарезени. Прво и прво, како ќе гласаме, не тера да имаме пасоши што се со Северна Македонија. Тоа никога нема да прифатиме. Сето тоа е еден боши буздук. Овако неред во Македонија немало долго време. Имаше Турска империја и пак имало некој ред, а ова што се случува сега е тотален хаос и пропаѓа златна држава. Не е крив народот, народот си е добар, вреден, домаќински, културен, цивилизиран, сите работи не му фалат и во целиот свет се докажани како добри луѓе, како стручњаци на секое поле. Значи, македонскиот народ, како сите народи, си има своји мислам доблест и цивилизација и јаки страни и затоа политичките партии во Македонија се навистина еден политички проблем кој мора да се реши што поскоро, бидејќи вака не може да оди напред Македонија ниту на политички, ниту на економски, социјално, еколошки, секако пропаѓа. Геополитички пропаѓа. Не слушаат, се слуги на западниот империализам и тоа е голем проблем. Ја знам дека Македонија како мала држава што направија, бидејќи ја поделија овие европски империалисти уште од 13 година, тие сакаат Македонија да биде слаба, да биде распарчена, уништена, да немаме идентитет и чекаат тие, знаат дека со македонскиот народ не може да го лажат, да го манипулираат и затоа користат институции како што се политички партии, парламенти, новинари, разни асоциации, невладини кога тоа се сето гнезда шпионски кои проварат против златата Македонија и тоа е навистина загрижувачки и затоа ние во Австралија и во целиот свет мора да бидеме активни да соработуваме со македонскиот народ и да им кажеме на политичките партии дека деновите им се бројани, мора да бидат тие одговорни за штетава што направија, за предателство што го направија против Македонија. Знамето го дадоа, името го дадоа, уставот го смени. Што сакате више? И сакате после да се презентирате дека сте биле добри, сте знаеле ово, ништо не е тоа. Село гори, баба се чешла. Тоа се случува сега со председателкава на Македонија. Да, да.
Da, navistina žalno je i razočaruvačko što vi odvojite vreme da napišete pismo, da se obratite do premijerot i do predsedatelkata i deka od njivna strana ni potvrda deka go dobile vaše to pismo, a kamoli nekakov si odgovor. To po sebe zar ne znači deka sosema sme ignorirani ovde u Avstraliji i vo svetot? Види, тие се игнорирани од нас. Ја им кажам дека вие сте персона нон грата, непожелни личности овде во Австралија. Вие може да доаѓате на официјални посети, еден режим со друг, ама политикава што ја води Македонија, што се предавничка и само уништувачка, тоа е штета за Македонија и брука и недостоинствено и затоа мора да има одговорност политичка, економска на секаков начин. Не може со вакви манипулации и нечестни активности и политики да се оди напред. Тоа не е прифатливо. Еве во Австралија мора да плаќаш порези, мора да возиш нормално, мора да бидеш цивилизиран човек. Зашто не во Македонија? Кој им даде право, но вие констатори, да не ги речам, да прават што сакаат и да мислат дека тие се над законот и може што сакаат да прават. Истото се случува и со бизнис секторот во Македонија. Тие се моментално бидејќи ги финансираа овие сегашниот режим да дојдат на власт, сега ги го крадат народот на големо. Народот таму во Македонија немаат леп да јадат. Навистина се во тешка ситуација и пропаѓаат. Не имаат подобар живот, туку назад им оди работата, бидејќи цените одат вртоглаво и плюс од друга страна па не терат да сме се тепале, да сме припремале за војна со Русија, да сме биле дел од НАТО, да трошиме пари на вооружање. Тоа е сето глупости што не ни одговара нас како една земја која е цивилизирана, која е стара држава, која има учено, ги знае сите овие манипуланти од Европска унија, такви имаме видено многу низ историјата. Ние имаме длабоки корени, имаме, кој ќе видиме уште од далеку пред 1 километар, знаеме што се случува, или од Австралија гледаме што се случува во Македонија секој ден. И затоа треба да имаат нови политички лидери кои се навистина прави професионалци, етички, морално, политички и се достоинствени да водат Македонија. Македонија е златна држава, не сме да се коцка, никој нема право да коцка, не е ова некоја селска нива, па ќе продаваат, ќе тргуваат, ова она. Треба да им се одземат имања, прво на тој Заев и сите други криминалци како него. Мора да има одговорност. Бидејќи народот мора да си преземе власта на крајот. Како што го направи партизаните по завршување на Втората светска војна, тие кодеше што соработуваа со фашистите, дали беа бугари, дали беа фашисти, овие балисти, имаше ден на одговарање и правда. Значи, исто сега пак мора да има судски процес, да им се одземат пари, да им се одземат власт, да се дерегистрираат овие криминални политички партии, без разлика дали се македонски или албански, тоа се катастрофа и сите го знаат тоа во Македонија. И албанците, ќе ти кажат таксистите, викаат имаме најлоши луѓе да ја водат оваа држава, самите го знаат и ние го знаеме тоа, значи проблемот е политички квалитет, немаат никаков и не можеме само да слушаме лаги, мора да бидеме активен дел од дебата и да одлучуваме и да бидеме, како да речам, повторно да бидеме луѓе кои се вклучени во заштита на Македонија, а не да оставиме новие констатори да лажат и само манипулации прават. Едно кажуваат пред избори, после друго кажуваат по избори. СДС го направи истото тоа, гарантира немало да го менат уставот, немало да направат ова, све што гарантира беше лага. Да. И никој не им али тоа им одговара американците, на Европска унија, тие едва чекаат да има расипани политички партии со кои лесно може да ги манипулираат. Тие знаат дека македонскиот народ е паметен и затоа избегаваат народот и вршат притисок и пропаганда преку политички партии. Ордан, разговор водиме со Ордан Андреевски, кој е представник на организацијата Наша Македонија од Австралија. Изборуваме за 8 септември
praznikotna Makedonija kako nezavisna država. Da li smetate deka makedonski narod v Makedonija je dovoljno sega zreli, svesen i razbuden za ona što se slučuvaše poslednjive 34 godini i da li smetate deka je spremen na nekakav način da ja zeme svojata sudbina vo svoji race i na koji Да. način? Види, македонскиот народ е, како што реков, има длабока историја на демократија, на филозофија, на правда. Значи, имаме ние лекции од минатото, тие се дел од нашиот DNA, да речеме, од насиов свест како македонци, како луѓе на оваа планета. Стално учиме и се доградуваме. За жал, нашиот народ во Македонија истрпеа големи неправди. Прво ги уништија економски, им ги затворија фабриките што беа државни, ги, сето тоа кој го правеше? Енглеска, Америка и ЕУ сака нивните бизнеси да бидат доминантни во цела Европа, да немат македонски компании, за да бидеме жртви нивни. Само сака да не користат. И цела оваа пропаганда од ЕУ и НАТО и сите овие што се демек нема други алтернативи од ЕУ и НАТО и тие глупости, тоа е сето лага. Има алтернативи, за Македонија може да биде независна држава, не мора да биде слуга на никого, и плюс имаме сега нови опции како што се БРИКС, тамо ќе не примат со задоволство без да преминуваме ни име, ни знаме, ни ништо. Не сакаат како македонци, кинезите не ценат, русите не ценат, цел свет не цени. Овие идиоти, да речам, во Македонија се продадоа за власт, све што имаше македонско го продадоа. И сега какава има љубов меѓу нас и овие криминалци? Не може тие да има. Нема тие бареќе, не се одговорни тие и морат да има одговорност. Не може тие да бидат само да даваат овие презентации и многу е лесно Мицковски или други само да зборат на свечености, без да бидат прашања, вистински прашања од народот и мора да го почитуваат демократските воли на народот македонски. 91 година имаше референдум. Независност бараме, тоа беше 2018 година одбивме НАТО и ЕУ, сакаме Македонија се биете Република Македонија. Шо не сваќате? Кој дел не го разбирате? Тоа е криминал што се прави ова. И ова докажува уште еднаш дека нема власти во Македонија не се самостални како што е властите на пример во Украина, оној Зелински кретенон. Такви дерани мајковци има и кај нас, за жал, ќе продадат све за да бидат на власт. Тоа е и кај нас се случува. Профитери од политички партии сака да бидат богаташи преку ноќ. Криминал тоа е и ништо не се менува во позитивна смисла и затоа на народот му е више стислено, бараат решенија, бегаат на секаде. Имам едни роднини во Лондон живеат, други се во Малта, трети во Германија, четврти се во Швајцарија. Низ целиот свет се иселени. И сега некои во Америка се отидени. Што да прават луѓето? Школовани се, знаат јазик, знаат, се професионални луѓе, имаат скилси, што викаат, квалификации светски, и што ќе седат дома тамо да ги малтретираат неписмени и пропаднати државни лидери и пропаднати компании. И затоа мора да се среди работа во Борчево, да си го средиме ние што е Македонија, многу убава земја, богата од сите аспекти, историски, културно, секако. И зашо сега да бидеме ние најсиромашка земја во Европа? Па тоа е брука. Зашо да бидеме? Зашо да бидат овие идиотиве на власт и после не лажат? Фака ќе биде овие инвестиции, тоа се само лаги. Тоа е лаган. На македонскиот народ мора да си врши домаќински, мислам, да се раководи со институции, со економија, со фирми, со све. Тоа е нашето културно наследство исто така. Да. Како христијани, како етички луѓе. Ордан, при крајов на програмава сакав да те прашам ако можеш
Каква порака би им испратил ти на нашиве во диаспората, Австралија, Америка и на сите други места каде што се наоѓаме, а и во Македонија? Да. Каква порака сакаме да им испратиме? Види, Македонија мора да се чува, имаме и право и должност да се бориме за Македонија. Овие нашиот идентитет, нашава историја, сето тоа е сега под знак прашалник од сегашната политика што се води во Македонија. Тоа нас не ни одговара. Тие се странски агенди. Македонија политиката ја водат странски обавештајни служби. И затоа мора да се откачиме од овие криминалци што се од Г7 и ако живееме во западниот свет, тогаш ние мора да бидеме активни, да соработуваме со Македонија, со македонскиот народ и да бидеме активни учесници во политичкиот процес во Австралија, во Канада, во Америка, секаде, во позитивна смисла, не да бидеме лекис. Не сме ни тука да не подкупуваат нас со грантови, со тие глупости. Ние сме поштени луѓе, си ја знаеме историјата, знаеме кои сме и сакаме добри работи и за Македонија, и за Австралија, и за целиот свет. Ние сме позитивна сила и мора да се работуваме со позитивни луѓе во Македонија. И оној шкат политички што е во Македонија мора да се исчисти и да биде и да има одговорност, бидејќи ако нема политичка и економска одговорност и законска одговорност, тогаш никога нема работи да се сменат. Точно. Исто да пример да речеме Сингапур како пример. Сингапур беше во 60-тите години и беше како место кај што беа неразвиени, имаше коцкање и секакви работи имаше, не беше баш најдобро место, ама сега со здрава политика Сингапур стана многу јака земја, економски, политички, секако. И зашо ние да бидеме поодолни? Ние можеме да бидеме Швајцарија во Европа и да бидеме многу успешни. Зашо да бидеме последни? Тоа мене ме загрижува и сите луѓе нас што сме нормални не загрижува, се викаме зашо да биде ова? Тоа е катастрофа. Сакаме да биде Македонија како Италија што е северна Италија развиена и може да биде, не мора да биде пропадната. Зашо да бегаат луѓето од Македонија како да е пропаднато место? Не е, тоа е славно место, има цркви, има шуми, планини, езера, се богатство има. Зашо да бегаме ние, да доаѓаат други после да се населуваат таму? Зашто овој Сапатов планираат да не населат овие избеглици и други во Македонија. Се викаат нема луѓе таму, 2 милиона се што сакаат, како ти им речеме, така ти прават. Да. Нешто што се случувало во историјата порано во Пиринскиот и Егејскиот дел и делови исто така кај Косово и Албанија. Да спомнам дека говорот што го слушнавме од Мицковски во почетокот на емисијава во Фокус со Силвана Павловска е од веста објавена на Алфа телевизијата и им благодариме за истата. Ордан, благодарам за разговоров денешен. Се слушаме следниот пат околу тоа ако има некакви други актуелности што треба да се дискутираат, тоа ќе го сториме, се разбира. Јас благодарам многу за вашиот допринес денес. Да, мора да има стратешка соработка, вистинска стратешка соработка. Викаат Америка не биде стратешки партнер. Ние сме стратешки партнер на Македонија. Македонскиот народ. Сите други се душмани и корисници. Затоа треба да бидеме искрени и со љубов и со чест како рисјани да одиме напред, да си помагаме и да се почитуваме едни со други. Тоа е иднината на Македонија. Таква е било порано и така ќе биде во иднина. Да бидеме цврсти, јака држава,